Државата глува за луѓето кои немаат лични документи и се без идентитет. Такви луѓе има се повеќе, велат од невладиниот сектор, кои преку фондации прават напори да им обезбеда документација на овие луѓе, но и покрив над глава. Вела дека наместо државата да им олесни, бирократијата и административниот хаос им создаваат дополнителни главоболки. Во просек доаѓа по 1 до 2 месечно да можеме да го решиме тој проблем, нели, да најдеме солуција, затоа што пак речам процедурата, докажувањата се малце по комплексни. Имаме граѓани кои што и генерацијски се лица без документи. Луѓето кои се оставени сами на себе едва е крпат крај со крај. Спасот го бараат во невладиниот сектор, кој се обидува да им помогне колку што може, а државните институции како да не постојат. Најсиромашната категорија на граѓани е секогаш погодена од тоа, меѓутоа многу е важно да имаме исто така еден можеби интегриран пристап кон сето тоа. Тоа значи од државните институции, од релевантните државни институции заедно со различни организации, хуманитарни организации кои што делуваат на тоа поле, конкретно да се обидеме да помогнеме на тие луѓе. И додека овие луѓе едва и преживуваат, шефот на државата Стево Пендаровски рече дека го потпишал указот за измените на Законот за матична евиденција, со што над 600 граѓани ќе може да добијат лични документи. Па така секој родено дете ќе може да добие извод на родени без разлика дали родителите имаат документација. Инаку потегот на председателот следува откако активистот Суад Мисини пред собранието почна штрајк со жет, и тоа како што рече поради нерешавањето на проблемот со лицата без документација. Институциите треба да делуваат веднаш заради тоа што не смееме веќе да дозволиме децата на Македонија да умираат, да ги средиме овие луѓе, да им ги дадеме сите детали од административниот статус кој што им следи. Проблемот на луѓето без документи е се поголем, а сериозно расте и бројот на сиромашно население. Според Евростат, над 95,3 милиони луѓе во Европската Унија или 22% живеат на прагот на сиромаштијата. Овој индикатор во земјава е двојно повисок за разлика од лани и ја рангира Македонија на второ место во Европа по сиромаштија. Само минатата година, нешто повеќе од 40% од македонците живееле многу лошо, а уште потешко било да се најде и трајно решение.